Вчера се одиграа надпреварите од редовното 13-то коло на првата македонска фудбалска лига. Тетовските екипи имаа 100% успех со оглед на тоа дека и Шкендија и Ренова забележаа победи над своите ривали. Фудбалерите на Шкендија со големи 3 бода се враќаат од тешкото гостување кај Прилепска победа. Тетовци на овој надпревар беа подобри со 2:1. Жуниор уште во петата минута ја донесе Шкендија во водство од 1:0, а Николче Шарковски го израмни резултатот во 38-та минута. Победничкиот гол за тетовските црвено-црни го постигна Бесарт Ибраими во 48-та минута. Екипата на Ренова на градскиот стадион во Тетово го совлада составот на Шкупиот Чаир со 1:0. Победата за гипсарите од Джепчиште ја донесе Емран Рамадани во 81-та минута, откако најдобро се снајде во една мешаница пред голот на гостинскиот голман Суат Зендели. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати. Брегалница Штип, Вардар 0:1, Работнички Пелистер 0:1 и Македонија Ѓорче Петров, Силекс 1:1. На табелата во водство е екипата на Вардар со 31 бод, дури 7 повеќе од Шкендија, која е на втората позиција. Екипата на Ренова е на петото место со 19 поени. Во втората македонска фудбалска лига, екипата на Тетекс продолжува со слабите игри и резултати. Текстилците вчера загубија со 3:1 од Хоризонт Турново на гостински терен. Домашните дојдоа во водство во 13-та минута со погодокот на Кристијан Иванов, додека Томе Јане во 58-та минута зголеми на 2:0. Надеж за Тетекс донесе голот на младиот Енис Дервиши во 76-та минута, кога намали на 2:1. Сепак, на 4 минути пред крајот на надпреварот, фудбалерите на Хоризонт Турново постигнаа уште еден погодок преку Томислав Илиев и ја запечатија победата од 3:1 на овој надпревар. На останатите дуели од втората лига беа постигнати следниве резултати. Евромилк Скопје 3:2, Металург Новаци 0:2, Лазирми Академија Пандев 1:2 и Тиквеш Вардар Неготино 1:1. На табелата во водство е екипата на Академија Пандев со 28 бодови. Тетекс е на делбата на 8-та позиција со Вардар Неготино со по 8 поени, додека Тиквеш е последен со 7 бодови. Македонската ракометна репрезентација загуби убедливо на гостувањето во Чешка со 35-28 во рамки на второто коло од квалификациите за Европското првенство во Хрватска. Нашите ракометари не прикажаа ништо од играта на која сме навикнати да ги гледаме. На спротивната страна, чесите доста мотивирано и самоуверено влегоа во надпреварот и многу лесно дојдоа до победата на овој важен квалификациски меч. Отпорот на македонската репрезентација траеше до почетокот на 7-та минута, кога резултатот беше израмнет 3:3. На крајот на првиот дел, Чешка имаше водство од 18-12. Во второто полувреме, домашните ракометари на неколку пати имаа водство и од дури 9 голови разлика, за на крајот надпреварот да заврши со 35-28 за Чешка. Следна активност на репрезентацијата на Македонија ќе бидат подготовките и настапот на светското првенство во Франција, кој ќе се одржи во месец јануари 2017 година. Квалификациите за Европското првенство во Хрватска 2018 ќе продолжат во мај идната година, кога нашата селекција на домашен терен ќе го